Пелистер како творечки предизвик. Уште во воведниот дел сакаме пошироко да кажеме зошто Пелистер е еден од ретките дарови на природата, кој низ долгите временски периоди секогаш бил и останува неповторлива културна ризница. Неговата потесна и поширока околина изобилува со бројни културни вредности, создадени од безимениот народен творец, и оние кои со својата муза им припаѓале на развиените цивилизации од памтивек до денес. Всушност, тука станува збор за нематеријален спој меѓу природните убавини, што го красат овој крај, и бројните духовни предизвици од глетките што ги иритирале човечките чувства на овдешните луѓе. Но и на патниците намерници кои имале дарба и знаење, сето ова богатство да го претворат со силината на човечката имагинација и фантазија во трајни и разновидни уметнички дела. Се чини прекрасните дарби што ги поседува Пелистер, речиси нема годишно време што не ја омајуваат душата на секој посетител на овој пелистерски и подпелистерски ареал. Шумите, водите, чистиот воздух, растенијата, животинскиот свет, историските траги, неповторливите пейсажи и се друго што љубела човековата душа, често се претвораат низ вековите во духовна креација. Тие и во секој дел од деноноќието биле и останале без прекин интересни за творечки предизвик, кој трае до нашиве дни. Кога се зборува за културното наследство на Пелистер, треба да се има во вид и се она што се наоѓа во неговата близина, пред се во повеќето рурални населби. Во нив особено се интересни разните артефакти од народните култури, верски и други објекти, меѓу кои се и големиот број стари цркви и манастири со врвно црковно сликарство и архитектура. Во овој контекст се и урбаните населби, градовите Битола и Ресен. И таму може да се видат културни содржини, кои имаат некоја цврста врска со Пелистер. Оваа планина и како географски поим има своја културна димензија, кога се во прашање планинската фотографија, пейсажното сликарство, општо творечките инспирации поврзани со филмот и слично. Се чини за ова најдобар приказ е фотографијата. Денес и кај нас како во светот таа широко и значајно се повеќе покрај другото е и културен тренд како творечки предизвик. Во таа насока пейсажниот диверзитет на Пелистер представува дополнителна културна вредност, што можат да ја доживеат и на ваков начин љубителите на природата. Неколкуте пейсажни типови, како што се речниот, езерскиот, пасторалниот, шумскиот и останатите, само ја дополнуваат сликата за ова неизмерно духовно богатство во овој простор. И не само тоа, сето ова е и голема предност за натамошен стопански и друг развој на овој регион, пред се на афирмација на селскиот туризам, природните богатства, еколошките предности, спортски можности, националниот интерес за откривање на вистинските научни вистини од поблиската и подалечната историја на земјата, во прв ред двете светски војни и друго. Одредени содржини во оваа природа при престојот на овој терен не смеат да не се видат или почувствуваат со своите сетила. Ке наброиме некои, со мислата дека не се само тие.
За така наречените уметнички души, Пелистер е вистинско откритие на убавини пред кои умира и смртта, велат со воодушевување некои од посетителите на големото и малото езеро, камените реки, бистрите води и живописните долини. Во овој предел има стојни точки од чии панорами не се одделува погледот на намерникот, како што се оние во правец на Преспанското езеро, густите шуми, неповторливите ридови и долини на сите страни од нивната волшебност, која творечки предизвикува, гали и трае како вечност. Таму човечкото како да се издигнало над божественото. Затоа овде ќе го оставиме гледачот на мира, како што милуваат битолчани да кажат кога се на Пелистер, да ужива во живо во прегратките на оваа хармонија меѓу природното и духовното. Во ваква девствена убавина што омајува, поттикнати од неповторливата гледка и пријатен мирис од смолите на столетните моликиели, како да нема простор кој не е податлив за некоја фотографска творба, видена во играта на боите, светлината, сенките и тоновите. Ете така многу фотографии од Пелистер се издигнале до статус на врвни визуелно-уметнички дела. На овој начин фотографската и филмската уметност многу брзо си го пробиваат својот пат кон европските авангардни уметнички трендови. Во оваа насока ќе се обидеме овде да ги нагласиме некои од најпознатите пелистерски пейзажни дестинации, за кои се знае дека се вистинско елдорадо за творечката инспирација на уметничката фотографија. Уште во самиот влез во Националниот парк Пелистер и по широките неповторливи по убосот планински простори, шумите се првиот предизвик на објективот на фотоапаратот или на телевизиската и филмската камера. Некое чудно духовно задоволство што опива и трае како вечност е главниот впечаток од виденото и погледот кон бескрајната дендофлора. Некако неосетно виденото ја исполнува нашата душа, поттикнувајќи бројни уметнички слики што се раѓаат во нас од игрите на светлината и волшебното мешање на сликарските тонови, бои и преливи. Овде, природата како да си поигрува со создавањето на бројни идеи, теми и содржини, ставајќи го посетителот не само во функција на бележник, наратор, туку и на уметник. Меѓу тие повеќе десеттини видови дрвја, едно е посебно бележито. Тоа е прочуената молика Pinus peuce, што ја открил познатиот европски ботаничар Аугуст Гризебах уште пред 170 години. Велат, тој оставил дел од својата младост за да му покаже на научниот свет дека открил еден посебен автохтон петтоигличест бор, што многу е редок на овие балкански ветрометини. Инаку моликата, овој жив фосил посматрана од аспект на нејзиното место меѓу другите видови дрвја и како порачен објект за уметничка фотографија. Нејзините високи, прави и витки стебла, но и просторот околу неа, па пратите, планинските цветови, пробивот на сончевите зраци, сенките, се предизвик што не може да го одбегне објективот. Таа околу себе и пошироко овозможува да се види некој неоткриен амбиент кој го релаксира духот и ја развива фантазијата за уметничка наслада. Тоа се слики по многу нешта неповторливи, автентични и единствени, кои изнудуваат од гледачот траен мисловен интензитет што се наталожува на нашата представа за убавото. Во тоа бескрајно море на зеленило и вајарски форми на природата, во услови на забревтаната урбана средина, делото што се смета како уметничка планинска фотографија се доживува овде како некој прекрасен миг на секојдневното човечко битисување. Не помал творечки предизвик представува средбата со Пелистерските води.
Престојот во живописните долини на Ротинска, Цапарска, Брајчинска река, како и оние на Шемница, Сапунџица, Црвена, Лак поток и останатите кристално прозрачни води, во кои царува тишината, едноставно го мамат намерникот да избира некој од мноштвото ракурси, за да долови уметничка фотографија или да се избере планински мотив за некоја необична уметничка слика од несекојдневен пејсаж. Пелистерските чешми се уште еден препознатлив елемент за дарежливоста на водите во оваа планина. И тие, како и останатите горски творечки предизвици, го свртуваат вниманието на љубителите на фотографијата. По патеките, ливадите, излетничките места и најсаканите простори за одмор и рекреација. Нив ги има повеќе како оние на влезот од Националниот парк Пелистер и другиот дел на Голема и Мала ливада, кај местноста Палиснопје, низ селото Трново и на други места. Велат нивните чисти и бистри води, заедно со шумскиот цвет околу нив, секако порачани и за уметнички фотографии. Во овој непресушен извор на теми, идеи и содржини, не треба да се заборават и прочуените Пелистерски, Цирконски и Глечерски Големото и Мало езеро. Оцејот врз нивната прозрачна вода на околните ридови, вишните облаци кои се споени со небото и земјата, како и дивите коњи кои пасат околу стрмните брегови и остатоците од големата Прва светска војна, иако се наоѓаат на 2000 метри, не го остава творечки мирен љубопитниот уметник да создава тука со часови. Обстановката го враќа мислата творецот пред повеќе милиони години, уште од времето на делувиумот, предизвик што не пропушта да остане незабележан. Од техниката и игрите на светлината што ги откриле браќата Огист и Луј Лимиер и нивните современици уште пред многу повеќе од еден век. Тајните на реагирањето на солите на среброто врз осветлените специјално изработени површини, од што се родило чудото на 19-тиот век наречено фотографија. Тука, речиси, на покривот на светот, со право создало можност за раѓање на уште една уметност. Треба само да се има пешачка храброст да се дојде меѓу овие волшебни пелистерски очи, како ги викаат овие езера планинарите, па да се открие еден свет на инспирации и за уметничката фотографија. Со тоа, поради некогаш познати историски причини и туѓи естетски критериуми за новите текови во сликарската традиција во Македонија, и овде, од овие недофатливи пелистерски висини, сега се потврдува и кај нас присуството и можностите за врвни уметнички дела и од ова авангардно европско творештво. Кога сме кај тематските определби, уште една прилика се чини, не може овде во овој пелистерски сончев круг да се пренебрегне. Тоа се надалеку прочуените тукашни камени реки, или популарно именувани како морени. Нив природата ги создала уште пред повеќе милиони години, појава која на одреден начин и денес трае. Ваквите геолошки процеси се резултат на големите тектонски, хемиски, климатски и други надворешни влијанија. Од различноста на староста, минеролошкиот состав и потеклото на постојните карпи, метаморфни камени блокови, филити и гнајс, палеозојски шкрилци и други материјали, се создал еден специфичен релјеф со карактеристични појавни облици. Има тука за фотографскиот апарат и камерата безброј творечки предизвици, како израз на човековата љубопитност да се нурне низ вековите со својата фантазија. Гледајќи ги сите овие промени што се случувале толку долго во дамнината. Тоа пак од своја страна измамува уметнички творби, какви ретко можат да се видат само со визуализацијата на творечкиот чин.
Само низ такви творечки трепети, престојувајќи меѓу овие камени реки, намерникот доаѓа до заклучок оти тешко може да се најде друга еквивалентност за ваквата природна убавина на скаменет свет. За некои теми инспирацијата не е помала и кај средбите со планинските врвови, како што се Пелистер, Козји камен, Илинден, Вртелешка, Ветерница, Мала и Голема Чука и други. Потоа, разновидната вегетација, цветови, треви, плодови, лековити растенија и слично. Многу се интересни и боровинките, шипките, трнинките, дивите сливи, капинките и друго. Тие заедно со нивните берачи прават уште една целина за творечки предизвик. Животинскиот свет на Пелистер секогаш предизвикува восхит и љубопитство кај неговите посетители. Има тука зајак, мечка, волк, лисица, рис, верверица, срна и друго. Но тука се и разните влекачи, змија, смок, гуштер, желка. А од птиците најчесто сретнуваме врана, ластовица, славеј. Како посебен творечки предизвик може да биде директната врска што ја гледаме во планината меѓу умот на човекот и неговата желба, особено во зима, кога им се помага на дивите животни, во тешките услови за опстанок. Во овој дел за меѓусебноста на човекот и планината се и бројните објекти што ги изградил човекот за да биде подостапна планината до посетителот, и тоа во секое време. Такви се разните куќички за одмор, клупи, столици, патеки, разни знаци за ориентација и друго. Не е помал предизвик да се дојде на Пелистер и неговата потесна и поширока пелагониска околина и да се види неговото далечно минато. Некогашните жители овде од памтивек ги задоволувале своите потреби за живот, одмор и чиста ава, како знаат често да кажат битолчани. Истовремено ги изразувале и своите духовни потреби. Иако можеби наивно, таквото однесување кон природата и творештвото им овозможувало и исполнување на сопственото его, со она што значело естетско самопотврдување. Во овој контекст најдобро зборуваат многобројните артефакти, движни и недвижни предмети, градителски решенија, накит, орудија, разни култни предмети, необични изработки од железо, дрво, коски, камен, глина и се друго што било духовно задоволство на анонимниот самоук творец кој поседувал и природна дарба за вакви мајсторски креации. За ова наречито глаголат богатите археолошки локалитети, почнувајќи од оние уште од времето на неолитот, енеонеолитот, бронзовиот и железниот период, па се до наредните епохи на секојдневното битисување на овдешниот човек. Во и околу Пелистер никогаш не престанала да се збогатува овдешната културна ризница. Не помали творечки вредности кои имаат некоја врска со предизвиците на убавините на Пелистер, се сретнуваат и во време на процутот на античката уметност и општо култура. За ова имало и други погодности, што ги создал човекот, меѓу другото покрај планината врвел и прочуениот римски пат Вија Егнација, како продолжение на некогашниот пат на свилата. Најдобар извор на творечки мотиви од овој дел на Баба планина, чии ограноци допираат до самиот град, е археолошкиот локалитет Хераклеја Линкестис.
Незините градби, мозаици, апликации на керамички предмети, камена, пластика и слично имаат своји белези и од оваа најблиска планина. Инаку, овој познат антички град го основал Филип II, таткото на Александар Македонски во 359 година пред нашата ера, во областа Линкестида, од каде го добива населбата и името Линкестис. Низ него, од одзгора се сливале бистрите планински води на Перистер. Таа неразделна целина меѓу двата географски појми не можела да нема врска и со духовниот живот на тукашните граѓани. Многу творечки струења од метрополата Рим со се она што било инспирација и од околната природа, нашле место и во хераклејското културно наследство. Тоа е особено видно кај флоралните елементи и мотивите поврзани со богатата фауна. Само еден мал поглед на мозаиците од екзонартексот на Малата базилика и другите елементи од камените слики во нартекстот во Големата базилика, брзо ќе се препознае и ова богатство од нашево поднебје. Тоа значи од и таа врска меѓу планината, градот и творештвото на овој македонски простор од секогаш постоела. Ваквиот пристап на творештвото кон Пелистер како творечки предизвик продолжува и во подоцнежните средни векови и трае до нашиве дни. Тоа особено е присутно кај сакралната уметност во последните векови од минатиот милениум. Во тоа време и во битолско-ресенскиот крај се изградени повеќе црковни храмови. Нивното сликарство, иконите, фреските, резбите и слично, иако ги носат белезите на доцна византиското сликарство, во некои од нив се присутни сликарски тенденции во кои се препознаваат и почетоци на ваквата македонска национална уметност. Всушност, тоа е еден вид продолжение на ликовниот пристап што е виден и кај некои цркви во Подпелистерието, како што е храмот Свети Ѓорги во село Курбиново, Ресенско, живописан уште во далечната 1191 година. Но и во оние што биле многу подоцна изградени во 18 и 19 век, например црквата Успение на Света Богородица во село Велушина, Света Петка во село Маловишта. Свети Димитрија во Битола и многу други. Некои од нив, како што и онаа во Курбиново, поседуваат ликовни дела кои се многу порано создадени од оние на европската ренесанса. Во основа, тоа се дела со високи уметнички вредности, што е резултат и на комуникациите со познатите европски ликовни центри. При тоа, присуството на профаност, особено изразено во сликањето на светци, чии лица се полни со живот, радост и задоволство од животот. Ова најдобро може да се распознае кај убавите богородици и други женски ликови, што не е секогаш случај кај рано византиските сакрални ликовни изображенија. Речиси слична е состојбата и со резбарството, прочуените мијачки резбарски тајфи, но и оние од другите делови на Балканот, создавале и во Битола. Прекрасните копаници на црковен намештај, владичини столови, амвони, украсни рамки, иконостаси и слично, биле богато украсувани со мотиви што ги обкружувала и овдешната флора и фауна на необични листови, цветови, дрвја, птици и слично. Сето тоа им давало на резбите и автентичен локален белег. Во тој сопствен творечки свет, резбарите не ги оставале ни своите духовни потреби, желби и филозофски сваќања за животот,
вклучувајќи ги оние на нарачателите и на многу од тие дела. За разлика од сликарите, зоографи, нивниот творечки свет на квантитативен план е нешто постеснет. Ова не ги намалува вредностите на уметничките купаници, кои како и ликовните дела до ден денес им оддолеале на вековите на тој свет на народниот гени, кој се уште зрачи од убавина и задоволство од виденото. Ваквата традиција продолжува и во нашето време, особено во Битола, каде е формирано и првото здружение на копаничари на Македонија. Со тоа, она што е особено значајно за резбарството е состојбата овој вид првично занатство да се издигне во Македонија, а тоа значи и во овој подпелистерски простор до степен на потврдена уметност. Во овој контекст уште една занатска дејност, врз која имала природата свои специфични одгласи, овозможувајќи да прерасне и во уметничка креација, било филигранството. И таму во нивните дела има место околината што го обкружувала безимениот и познатиот творец-уметник. Во таа насока повеќе познати битолски и други околни, кујунџии, златари и други јувелири, својот занат го усовршиле до висините на многу саканата уметност. Разните гердани, пелегзии, тепелаци, прстени, пафти, опкови и друго, меѓу кои и овие минијатурни уметнички изработки ја добиле таа карактеристика. Битола не била понастрана од овие творечки напори во сликарството, да се биде во чекор со новите модерни разбирања за уметноста. Треба само да се погледнат творбите на поголемиот број современи реномирани битолски сликари, како што се Борислав Тариковски, Тоде Ивановски, Јован Димовски, Ѓорги Десановски, Панде Петров и не само новие, почнувајќи од најмладите и во светот познати идни сликари на малиот битолски Монмартар, па се до оние на најновата генерација академски ликовни уметници, ке се забележи за каков респектабилен ликовен центар станува овој град Подпелистер. Од овој ликовен творечки предизвик не отстапуваат и повеќе учесници на ликовните колонии – Нижополе, Дениро и Велушина. Кон овој пристап му се придружуваат и тукашните писатели Владимир Костов, Панде Манојлов и останатите. Многу од нив се афирмирани творци и надвор од нашата земја. И за нив Пелистер е неисцрпен творечки поттик. Зборувајќи за влијанието на Пелистер во битолскиот простор без една друга уметничка дејност, нашава тема ќе биде многу осиромашена, а тоа е музиката. Народна или класична, сеедно. Делата на Кирил Македонски, Михајло Николовски, кај забавната мелодиите на Славе Димитров, Кире Костов, кај народната Ајредин Демировски, Виолета Томовска и уште многу други пејачи и композитори, често се препознатливи и по овој образец, во кој се споменува и Пелистер. И везот не останал подалеку од високата креативност. Народниот вес на кошулите, саите, джамаданите, елеците, калците и се друго што ја има младешката народна облека, се лика и прилика на народната уметност. Се чини и овде Пелистер влијаел творечки врз безимениот уметник, и тоа на најдобар начин. Овие врвни младешки творби, изработени рачно под светлината на газиената ламба или борина, пленат со својата едноставност и убавина. Бројните мотиви, символи, космички пораки, амајли и слично не се ништо друго, туку своевидна врвна уметност. Без инспиративноста на Пелистер, тие сигурно не можеле да бидат она што се. Своевиден творечки предизвик Пелистер бил и за градителското наследство, особено она во руралните средини. Животниот простор во кој се живеело низ времињата, одамнешни и денешни, има тука свој белег и специфични карактеристики. Во основа се градило со камен и со дрво од пелистерските шуми. Се настојувало во градбите да се внесе и творечкиот предизвик, како претходница на современата архитектура, посебно онаа што била видена од нашите печалбари во Европа и Америка. Пред крајот на ова видување за големото значење на Пелистер во уметноста,
Оставивме уште еден, но не секојдневен предизвик врз творештвото на авторот, што го доби не по својата вина, туку по неразумноста на одредени човечки умови, кои немале ништо заедничко со уметноста, а тоа е војната. И тоа особено онаа Првата светска војна. Големиот број траги од неа, бункери, пушкарници, топовски и други ровови, опрема од стотици илјади загинати странски и домашни војници, бомби, неексплодирани мини и друго. Речито говорат за абсурдноста на предизвиците, творечки, пред кои може да се најде честопати творецот. За жал, тој сегмент од уметничкиот чин не ги прикажува само радостите од животот, туку и неговите опачини. Овде тие треба да се прифатат само како поука и опомена за човечкиот род.